Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши над 330.000 денари за да ги санира оштетените реквизити на двата спортски терена кај гимназијата Лјупчо Сантов, како и во спортските сали што се под надлежност на училиштата. Со овие пари, според техничката спецификација на тендерската постапка што веќе заврши, предвидено е да се набават нови мрежи за головите и за кошевите, да се префарбаат стативите и да се заменат оштетените и искршени обрачи и табли, како и да се санира искинатата заштитна мрежа околу асфалтните терени за кошарка и мал фудбал. Во спортските сали пак, освен замената на некои од оштетените реквизити, во најголем дел парите се наменети за поправка и набавка на нови елементи во санитарните јазди. Сепак, и покрај очекувањата и најавите, нема да се санираат оштетувањата на подлогата од вештачка трева за фудбалското и кошаркарското игралиште кај гимназијата. Во спецификацијата на тендерската постапка никаде не е наведено дека ќе се набавува нова подлога, како што на последната седница на Советот вети првиот човек на општината. Дел од работите се веќе превземени, дел од работите се во тек, оние што се поголеми преку тендерска постапка. Очекуваме да бидат завршени сите детски игралишта, сета урбана опрема, збориме за клупи секаде во градот, а оние кои што се на тендер ќе си течат редовно, како што е на пример замената на вештачката трева во дворот на гимназијата Лјупчо Сантов и Свети Кирил и Методи. Слично ветување Димитровски даде и пред 3 години, кога рече дека ќе се преземат мерки состојбата на игралиштата кај гимназијата да се подобри. Очекувам дека ќе обезбедиме средства за наредна година, заради тоа што толку му и векот на траење на таквата вештачка подлога 5 години. Очекувам дека наредната година ќе го смениме комплетно барем едното игралиште, она што е фудбалското, а додека кошаркарското ќе остане за понатаму. За реконструкцијата на двата спортски терена, што беше направена во јуни 2009 година, од локалната самоуправа тогаш рекоа дека биле инвестирани 20.000 евра. Токму поради тоа, сега се јавува дилемата како со 4 пати помалку пари можат да се санираат оштетувањата на овие игралишта, како и на опремата во спортските сали.